Согласно членот 70 став 3 од Деловникот, барам повлекување на точката 39 од денешниот дневен ред на 54-та седница. Именно се работи за предлог законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита. Венко Филипче, не го гледам во салата, на самиот крај од неговата министерска кариера, очигледно нема намера да не остави само во досега создадениот хаос во здравството, туку за самиот крај ни предлага еден нов и крајно скандалозен дополнителен хаос. За ова говори фактот што со овој предлог на закон, под превезот на неколку добри, би рекла, предлог членови, ни подметнува неколку навистина скандалозни, бизнис, тендер, маневрирачки и крајно лоши предлог членови. Па така, со делумно, би рекла, добрата измена, која што ќе овозможи нови услови за вршење на дополнителна здравствена дејност, односно која што ќе овозможи специјалисти и субспецијалисти вработени во која било здравствена установа ширум државава да можат да дежураат во која било друга здравствена установа согласно дефицитот на кадри, но велам делумно, затоа што овдека не се опфатени специјалистите од приватните здравствени установи и сега со делумно вакви добри предлог решенија Венко Филипче ни подметнува, замислете, и делумно приватизирање на итната медицинска и стоматолошка помош, како и приватизирање на дејноста, замислете, трансплантација на органи. Трансплантација на органи е една од најкомплексните врвни медицински дејности кои што секако досега се одвиваа само и исклучиво во Универзитетскиот клинички центар во Скопје. Сега ќе ја даваме на некои приватни установи. Јас би рекла, може би нема да бидам сватена погрешно, дека ризикуваме да создадеме една македонска жолта куќа. Замислете што би се случувало во државава ако една ваква врвна медицинска интервенција ја тргнеме од рацете на врвниот медицински институт во државава, а тоа е секако Универзитетскиот клинички центар. И дали воопшто Венко Филипче се консултира со лекарите кои што учествувале во вакви интервенции, бидејќи само во текот на оваа година имавме 6 трансплантации на срце, за кои што нели пиарот на Филипче секако навремено не информираше. Имало 20 трансплантации на бубрези во подготовка, трансплантација на црт дроб, на бели дробови, и сега ние така ќе се играме на крајот од Филипчевата кариера и ова ќе го ставаме исто така на коцка, како и се друго што е ставено на коцка во оваа држава. Сметам дека е крајно несериозно, затоа што доаѓаат особено вакви предлози, како што и координаторот кажа, по скратена постапка. Верувајте, овој предлог на закон е за некое друго време, за време каде што ќе се слушнат и матичните лекари, и матичните стоматолози, и вработените во итна служба, и оние кои што учествуваа во трансплантациите. Ви благодарам.